едва чекам да дојде некогаш четврток и да ги раскажеме овие убави приказни или екозелени идеи или поттикнување на, јас би рекол, на туризмот. Многу почесто е темата дефинитивно изминативе неколку седмици во нашата утринска нателма поттикнувањето на руралниот туризам. Овој пат и ова утро веќе го дегустиравме, меѓутоа ќе наздравиме заедно со нашата Дори Павловска-Ѓоргиевска, проект менаџер во постојаната работна група за регионален рурален развој во Југоисточна Европа. Добро ми дојдовте во утринската нателма. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Навистина ми е многу драго и што се надевам дека од сега понатаму некако и ние во континуитет ќе ги следиме чекорите апропо за денешната тема, со оглед на тоа дека е фантастична поддршка и мотив меѓу другото за развој на туризмот во руралните средини, зашто некако ги поттикнуваме овие теми, особено сега во Западен Балкан. Интересно е, претпоставам, да се биде на позиција како вас, проект менаџер во онаа постојана работна група за регионален рурален развој во Југоисточна Европа. Да. Или накратко СВГ. СВГ. Да. Колку време сте Дори во овој сектор? Јас сум во СВГ веќе 6-та година. Меѓутоа, постојаната работна група за регионален рурален развој постои повеќе од 15 години како организација. Инаку СВГ е кратенката од англискиот назив на организацијата, која што е меѓународна организација и меѓувладина организација и представува еден вид на платформа за политички диалог помеѓу државите од Западен Балкан, платформа за вмрежување и за регионален развој. Значи, нашиот главен фокус е регионална соработка помеѓу државите од Западен Балкан во областа на земјоделството и руралниот развој. Значи, и агрокултурата, да речеме, како една главна гранка во сето ова. Точно, земјоделскиот сектор е во нашиот фокус. Особено со оглед на тоа што државите во Западен Балкан сите се мали и меѓусебно поврзани и зависни. Сите со некој стремеж на членство кон Европската Унија, една цел која што се уште е доста неизвестна. Така што тоа што ни преостанува е да се свртиме кон себе си, да соработуваме меѓусебно и да го направиме овој регион убаво место на живење преку таа заедничка соработка, да допринесеме до економски развој, до одржлив развој, до напредок, до привлекување и задржување на младото население во регионот. И дај Боже понекогаш, нели, да имаме може некогаш и миграција на некои од туристите кои што ќе поттикнат заедно со нашето локално население за, нели, можеби поддршка на овој туризам. Ме интересира пред само куса, нели, да ги погледнеме и оние видеоматеријали. Што ве поттикна вам, можеби како дама, да влезете во овој сектор? Претпоставам дека понекогаш сакаме да ги направиме некои, нели, оние наши разлики во кариерата, па потоа да излеземе од некоја зона кај што сме работеле долги години, да влеземе во сосема друга. Имавте претходно искуство или пред точно 6 години како календар кога ќе се потсетите, влегувате во секторот и во случајот во вакви проекти кои што се за поддршка во случајот на руралниот туризам? Па не, мојата кариера трае веќе повеќе од 20 години, да. 2 децении. Никогаш всушност во текот на моето образование не можев да претпоставам дека на крајот најголем дел од мојата кариера ќе биде во рамките на земјоделскиот сектор, бидејќи моето образование е во областа на економијата. Меѓутоа, по игра на случајност, така ја започнав мојата кариера и така ја продолжив. И воопшто не ми е криво заради тоа, бидејќи е многу важен сектор и за нашата држава и за регионот пошироко. Додека па руралните средини се многу важни, имаат голем потенцијал за развој во регионот, што особено се покажа сега за време на пандемијата. Убаво го споменавте тоа во воведот, да се свртиме на себе, а тоа мислам дека си го возможивме, сакале или не токму со пандемијата, календарски цела година имавме прилика малку повеќе да ја некако реализираме нашата собствена македонска тура, ако тоа не сме го сториле долги години наназад. Така што верам дека и некогаш поттикот надвор не треба секогаш да се случи за да не потсетат некогаш и надворешните жители и туристи дека имаме некоја богатство тука во ова географско парче. Точно така, руралните средини нудат голем потенцијал и за економски развој, и социјален развој, и еколошки.
Значи еколошкиот момент е многу битен за руралните средини. Јасно. Точно така, со затварањето на границите ние бевме принудени да останеме во нашата држава, во нашиот регион, гнездо. во нашето гнездо. Сега, и тука треба да се потрудиме малку, значи кога ќе отидеме во нашите дестинации, таму да е пред се чисто, да е средено, да имаме убава услуга, така што имаме доста работа. Ние како регионална организација го покриваме регионот на целиот Западен Балкан, со тоа што главната канцеларија е во Скопје, меѓутоа имаме регионални канцеларии низ целиот регион, во Корча, во Никшиќ, во Белград, во Ужице, во бази, Биелина. така дури, да. Точно така, за да можеме ние да покриваме, да имаме активности низ целиот регион на Западен Балкан. Исто така, значи структурата на нашата организација е таква што членки се министерствата за земјоделство од сите држави на Западен Балкан. И покрај нив имаме и придружни членки, кои што во најголем дел се членки на Европска унија, како што се Словенија, Хрватска од нашето соседство, Бугарија, Австрија, Унгарија, Германија, од поново време Молдавија. Така што и тие ни даваат доста поддршка во нашите активности и доста соработуваме на различни прашања во областа на земјоделството и руралниот Да, развој. бидејќи тие се и на врвот на листата Словенија, да не говориме последниве неколку години, поточно последнава деценија е една од најзелените земји во Европа, затоа и ги имаат. Точно, имаме многу да учиме од Словенија, полесно ние да учиме од нив, бидејќи ни се блиску во регионот, јазичната бариера не е голема. Тука сме, се словенските јазици не спојуваат меѓу другото. Видеата се фантастични, додека говориме не можеме да останеме равнодушни во моментот кој што ја гледаме оваа убава гастрономија, овие прекрасни пейзажи. За прв пат, ако не се лажам, ги представуваме сега на телевизија. Точно така. Ги креиравте, реализиравте овие снимки изминатиот период, Дори? Ова е дел од еден проект кој што се вика поддршка на дојдовниот туризам во регионалните области во Западен Балкан, кој што го спроведува СВГ, е кофинансирано од СВГ и Американската агенција за меѓународен развој преку грант од регионалната програма за економски развој, владење и раст на предпријатијата. Така што во рамките на овој проект главната цел ни беше повторно поврзување на туроператорите од сите држави на Западен Балкан, понуда на регионални производи, значи тури кои што ќе вклучуваат минимум 2 држави од Западен Балкан, со тоа што производот веќе станува поатрактивен, поконкурентен, туристите кога доаѓаат повеќе би сакале да посетат повеќе држави од регионот, а не само една. А кога ги посетуваат земјите на Западен Балкан, тоа се случува се една турнеја од можеби и кај некога еден месец. Па да, може и тоа да биде така што сите тие тури одат под едно заедничко лого, под еден заеднички бренд кој што го нарековме Explore Balkans или Истражи го Балканот. Тука е една брошура каде што се Explore the rural beauty of the Western Balkans with us. Одлично. Точно. Материјалите се на англиски за да можат да имаат поголем опфат на целните пазари. Да. Така што целта ни е што е можно повеќе бизнис оператори, туроператори да одат под заедничкото лого, под заедничкиот бренд и на тој начин со здружени сили на подобар начин да го представат регионот како една атрактивна дестинација. Да, наш гол, наша мисија, наша визија да го истражиме руралната убавина на земјите од Западен Балкан. Со оглед на регионалниот карактер на самата организација, можеби нека да споменавте, меѓутоа, кој е опфатот на сите активности, Дори? Како што спомна, значи целиот Западен Балкан го опфаќаме, со тоа што министерствата за земјоделство се сепак тие кои што се основачи и кои што се поттикнувачи и ни ја даваат политичката поддршка во спроведувањето на нашите активности. А нашите оперативни активности можеме да ги спроведуваме преку нашите регионални канцеларии на територијата на целиот регион. Што можеби досега е постигнато во рамки на овој проект, она што можеме да го реализираме, затоа велам на самиот почеток дека ќе ги следиме чекорите
и ќе биде убаво да го представиме тоа за публиката. Ова што веќе го кажав, значи формирани, развиени се регионални туристички производи до некој степен. Понатаму би сакале да продолжиме да ја прошириме таа база. Тие тури досега опфаќаат околу 40 на бизнис оператори кои што на некој начин се вклучени во понудата на услугите на потенцијалните туристи, на идните туристи. Ние за да ја подобриме состојбата, исто возможивме обуки на различни теми кои што се интересни и кои што се потребни во тековното работење и во современото работење, да речам, како креирање на содржини за веб страни, за социјални медиуми, онлайн плаќања, понатаму... А и важно за промоција на овој проект. Точно, видливост на интернет, како и, да речеме, стандардизација, спроведување на стандарди во туристичкиот сектор, безбедност во туризмот, анимации и така натаму. Значи, различни обуки заради градење на капацитетот на туристичките оператори. Покрај тоа, како што спомнав, еве и брошурата веќе ја покажав, промотивните материјали веќе одат. Значи, се фокусиравме на промоција на тие туристички производи преку различни алтернативни канали, најпрво преку дигитални, значи се креираше веб страна explore-balkans.com, сајтот на кој што може да го посети, точно. Таму се представени производите и се промовира сајтот на различни начини преку платени огласи на Google, социјални медиуми. Користевме и се уште користиме социјални инфлуенсери. Што е, да речеме, еден важен сегмент, да речеме, и за потикнување на младите на паметен начин да ги користат социјалните алатки. Ме интересира сега кога ги споделив за овие, да кажам, активности и алатки. Дали преку целиот овој проект, освен тоа што нели ќе биде некако придонес за агрокултурата и генерално гранката како земјоделие во Македонија, се прави препоставам дека и директен потик на локалното население или наречените наши сограѓани мештани, нели на конкретна некоја нели парче од нашата Македонија, да ги потикнуваме или да го потикнеме предприемачкиот дух за малку повеќе да се вклучат и меѓу другото да го промовираат на свој начин, бидејќи тие најдобро ги знаат можеби тие некои автохтони, можеби нивни или ендемски видови на растенија, животинки кои што можеби нели досега некако не биле запознаени голем дел од населението, па и туристите. Така. Сите анализи досега покажуваат дека земјоделскиот сектор во целиот регион во некој пократок или среден рок, да речеме, не може да го достигне тоа ниво на конкурентност за да може да се конкурира на светските пазари. Така? Со оглед на структурата на земјоделскиот сектор во нашиот регион. За да можат сепак да обстанат руралните средини кои што пред се фокусирани на земјоделство, алтернатива е да ги диверзификуваат активностите во руралните средини, значи покрај земјоделство да се занимаваат со други активности кои што ќе им овозможат да дојдат до приходи и со тоа да си го обезбедат својот живот во руралните средини. Руралниот туризам точно е една таква дејност за која што постои голем потенцијал во нашиот регион, кој што може значи заедно со земјоделството да функционира заради тоа што туристите се заинтересирани да ја пробаат храната, да го доживеат, да го искусат животот во нашите средини. Западен Балкан па се уште е дестинација која што се уште не е многу откриена. Тоа сакам да прашам, се уште има неоткриени сегменти. Така што нуди голем потенцијал за развој во иднина. И верите дека има апсолутно потенцијална клима и самата клима, апропо метеорологијата, таа умерена континентална клима возможува да можеме да уживаме во календарски во текот на цела година, квартална кога гледаме и сите годишни времења некако да нудат некоја своја магија и приказна. Точно, со промотивните видеа една од целите ни беше да покажеме и тоа дека Западен Балкан нуди широка лепеза на
атракции за различни видови на туристи. Во овој случај најмногу се фокусиравме на рурален туризам, екотуризам, авантуристички туризам. Следуваат уште видеа промотивни каде што ќе се види дека туристичките производи се присутни во текот на целата година, значи туристите имаат што да доживеат на Западен Балкан 365 дена во годината. Точно. Убаво го споменавте и, да речам, тој адреналински туризам, кој што го погледнавме благодарение на вашите видеа. Мислам дека се потикнавме многу повеќе да бидеме на балансот на двете тркала, велосипедизма, да го активираме и планинските предели, кои што се тоа како имаме колку, не знам, на број планини кои што достигнуваат и височина над 2000 надморска височина. Точно. 2000 метри. Стратегијата на Западен Балкан во однос на руралниот туризам треба да биде да се избегне масовен туризам во смисла на големи групи кои што многу ќе направат тоа може да биде и деструкција, може да биде и лошо за животната средина, а нема да потрошат многу, туку да се фокусираме на мали групи кои што се свесни за вредноста која што ја гледаат, за животната средина, а се спремни да потрошат и повеќе за уникатни доживувања. Прекрасно. Одлично тоа што ги споменавте и обуката и едукацијата, бидејќи во Македонија, нели, ако не се лажам, се отворени и факултетски гранки, поточно факултет за да се развие, нели, се тоа како да речеме еколошки рурален туризам преку кој се задоволуваат сите потреби, а меѓу другото покрај тоа се почесто организираат и обуки и работилници за рурален туризам и други сродни области кои што се претпоставам организирани за крај од земјоделски советници и некакви невладини организации како што сте да речеме во случајот и вие како една платформа. Да, со тоа што нашата организација е меѓувладина. Меѓувладина, да. Тоа е најважно. Дори ти благодарам за ова утринско уживање пред се и за ексклузивните видеа кои што ни ги донесе. Ние ги следиме вашите чекори бидејќи ти ги сподели всушност кои се за следниот период, така што те очекувам повторно во утринската на Телма. Благодарам. Ќе ми биде задоволство. Во секое време.